Добар ден, драги пријатели, и добре дојдовте во денешнава епизода. Мојот име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам на темата кои 4-5 навики типови на храна ви го прават денот катастрофално без енергија и кои се главните причинители за умор кај луѓето, кои што можеби се уште сметаат дека нивните работни обврски и секојдневни обврски ги прават уморни. Затоа што во секојдневна комуникација која што ја обавувам со многу луѓе, сватив дека многу од луѓето главните причинители за нивниот умор и немање на енергија ги сметаат оние класични обврски кои што ги имаат на работа и секогаш можеби денот им бил напорен, секогаш можеби се сретнале со некои ситуации и стресови кои што ги уморили и така натаму, но јас ви гарантирам дека ништо повеќе не може да ви умори и ништо повеќе не може да ја зголеми стресната ситуација за вашето тело колку што може да ја зголемат погрешните навики и погрешното гориво кое што му го давате на вашето тело. Прва и најосновна работа која што вие најглавниот причинител за умор се процесираните јаглехидрати и храната која што секојдневно ние луѓето ја внесуваме, а на што всушност мислам многу луѓе во нивното секојдневие денеска внесуваат храна која што ја внесуваат практично од нога и сето тоа кое што го внесуваме од нога и кога јадеме исклучиво само кога сме гладни, шансите дека ќе внесеме процесирана храна се многу големи и таа процесирана храна многу често содржи премногу шекери и масти кои што го подигнуваат високо нивото на инсулин, затоа што инсулинот е задолжен за да ги тргне вишокот на шекер од крвта и кога вие да речеме, не знам, за појадок или во текот на денот ќе изедете тип на храна кој што е пециво, кој што е благо, процесирана храна, можеби junk food, fast food и така натаму, ќе се случи да многу се катапултира нивото на шекер во крв, што ќе го алармира вашиот панкреас. Панкреасот е задолжен за да го регулира нивото на шекер во крв, ќе прати инсулин и инсулинот само ќе го земе тој вишок на шекер, ќе го тргне и практично некаде пола саат до саат после таквиот оброк вие се чувствувате поспани, уморни, без енергија, затоа што шекерот е веќе доле и најверојатно ќе треба нов стимуланс на енергија кој што ќе го најдете во ред чоколада, во некоја грицка, во сок, во кафе, во енергетски пијалок или повторно во некоја тестенина и тоа е круг кој што го живеат многу од луѓето на денешницава. Втора работа која што исто така вија одзема енергијата е недоволната хидрација и недоволната хидрација е сериозен проблем. Многу од луѓето, вклучувајќи ми и мене пред 6-6,5 години од прилика, имав навика да пијам вода само кога сум жеден и да јадам само кога сум гладен, но тоа е погрешна стратегија затоа што гладта и жетта се веќе аларми дека сериозно се доцни, не треба да се појават и водата и хидрацијата и малку да ја имате како недостаток во вашето тело ќе придонесе за неправилна работа на метаболичките процеси затоа што водата е еден од основните начини како вашите метаболички процеси да функционираат правилно, а тоа значи и ослободувањето на енергија да биде правилно. Трета работа е физичката пасивност, односно немањето на никаква физичка активност или уште подобро имањето на седечки лајфстайл или животен стил. Тоа значи дека вашата работа е најчесто канцелариска, тоа значи дека најчесто одбирате превозни средства да се движите и за најкратки релации, вклучително лифт, ескалатори, такси, автобуси и така натаму. Она што јас би ви го дал како совет, доколку веќе имате канцелариска работа, правете го, не знам, потрудете се ако може, ако не изгледате како, не знам, чудно во вашето обкружување, да постоите одредено време, пробајте да седите на пилатес стопка, правете чести раздвижувања и стегнувања додека сте на работа, симнете се 1 до 2 станици порано, качувајте скали, не користете лифт и на еден начин тоа се мали промени кои што на долг рок и континуитет ќе направат навистина голема разлика. Немањето на физичка активност дефинитивно го успорува метаболизмот и дефинитивно ве прави поуморни. Тука исто така би го ставил и спиењето. Често го спомнувам спиењето и добриот сон затоа што тоа е клучниот момент кога телото се регенерира и спиење подразбира 6 до 8 часа ноќно спиење затоа што телото и хормоналниот статус во вашето тело и тие хормони имаат поинакви функции кога спиете преку ден, поинакви функции кога спиете преку ноќ и доколку некој од вас пие 6 до 8 часа и се буди уморен и сите му се
се криви и прави борба со алармот, тоа значи дека по овие претходни 3 основи некаде греши, можеби и по сите 3 основи греши, затоа преиспитајте се можеби на докаде сте со овие работи. Така да не знам што друго да би додал во поднос на оваа тема и поднос на што можеби вие би требало да промените доколку се наоѓате во таа група на луѓе кои што секој ден го чувствува како напорен ден и секој ден се чувствува уморно и секој ден се буди ненаспано и секој ден му треба можеби одредени делови од денот кога што ќе бара да придремне и да прилегне, тогаш некаде длабоко грешите со вашата исхрана и нормално. Ако и уште една работа која што би ја навел тука се премалкуте калории, затоа што многу луѓе во овој брз и динамичен начин на живот и во потрагата по подобар изглед и помалку килограми знаат и на дневна основа да внесуваат и многу помалку калории од тоа што реално нивното тело бара. Тоа значи дека кога ќе внесете помалку калории и уште полошо кога и тие калории ќе бидат нутритивно сиромашни, односно нема да има доволно витамини, минерали, антиоксиданси, тоа ќе значи дека дополнително метаболизмот ќе побара да се успори, да троши помалку, затоа што тоа е едноставно одбранбен механизам на вашето тело едноставно во вашата навика да не внесувате доволно калории. Така да пак се базира на еден континуитет на редовни оброци, добар појадок, спиење, физичка активност, пиење доволно вода и тоа не е ништо ново што сте го слушнале, можеби по прв пат, тоа сите ние го знаеме, но работата е да можеби и мојата задача и она што јас сакам да го направам е да ви дадам некоја логика или можеби да поинаку различен пристап да се обидам да ви инспирирам и да си ја направите таа промена и да можеби си стекнете некои позитивни влијанија и од мене и нормално да ги придобиете бенефитите на добра исхрана и добар животен стил. Тука се одјавувам, се надевам дека ви дадов супер вредност и супер насоки. Ако имате било какви прашања поврзани со овие теми кои што тука се зборуваат, слободно комуницирајте ме и ќе одговарам на се што ви треба и имате можеби мити дилема. Ви посакувам здрави животни навики, убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!